Еколошкото друштво Еко Живот од Кавадарци во соработка со Вила Зора од Велес и други фактори кои се инволвирани или релевантни да расправаат и говорат за состојбите со исправноста на почвата во општина Кавадарци, на која се огледуваат голем број на растителни и овошни култури. Се одржа јавна презентација за резултатите од првите испитувања за присуството на железо и никел во почвата на две локации во општина Кавадарци. Во близина на топилницата на Фени, сегашно Евроникел, село Воздраци или во близина на Кавадарци. Степенот на презаситеноста на почвата или загаденоста на истата кај нас е 1,5 пат повеќе со железо и со никел во границите на дозволеното. Железото е загрижувачки високо над нормалата, во некои места е во нормална количина или пак во енормна количина во зависност од местоположбата. Треба доправо да се испита присуството на други тешки метали на овие две и други локации во општината. Во близина на Фени тоа загадување е поголемо отколку во градот Велики Рекочов од еколошкото друштво Вила Зора, но ќе продолжиме да правиме опити и на 4 парцели со по половина декар, со садење и сеење на 4 култури кои ќе се покажат како најдобри хиперабсорбери или растенија за деконтаминација на тоа земјиште. Овој опит ќе трае 2 години Великочов. Многу е важно да се донесе стратегија која ќе ја прифатат многу општини во државата, односно цела држава, во сите градови, истата да биде прифатена од соодветните форуми и вклучена во нормалната работа, односно со цел да се справиме со загадувањето на почвата во одредени градови во Република Македонија. Во Тетовско, например, почвата е загадена со арсен, во Велешко почвата е загадена со цинк и олово и други градови на Републиката во зависност од тоа со кои метали во изминатиот период истата е третирана и соодветно ќе бидат преземени мерки за деконтаминација на истата. Но ова не важи само за почвата, беше речено денеска, многу е важно пристапот да биде еднаков како за воздухот, така и за водата. На денешната презентација, која ја спроведе регионалното еколошко друштво Еко Живот, присуствуваат значителен број на заинтересирани граѓани од општина Кавадарци, представници на компании, неколку училишта и други установи, беше презентирана состојбата со загаденоста на почвата со никел и железо. За ова проблематика денеска говореа професорот во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, Глигорче Бојков, Роберто Паризов, председател на регионалното еколошко друштво Еко Живот и Кире Кочов од еколошкото друштво Вила Зора од Велес. На некои растенија покажа узголемено количество на железо, на некои растенија не покажа, тоа кажува дека некои растенија се абсорбери, некои не ги абсорбираат тие тешки метали. Степен 1,5 пат над дозволеното со железо, со никел е во границите на дозволеното, со тоа што и искористувајќи го атласот на професор Стафилов, претходно на почвата на околу фабриката е природно присутен никелот, така да тоа е некоја си, како да кажам, почвата која може да го прими тој тешки метал, но дека железото е загрижувачки, значи над дозволеното. Во некои со презентацијата сега ќе ви покажеме точните суми, точните броеви на загаденост од железото на овој регион, со тоа што си оставивме простор, затоа што овој проект ќе трае 3 години, си оставивме простор да видиме и други тешки метали кои се присутни, па да најдеме начин како со нив да се справиме. Значи, ние одбравме на просторот на Кавадарци 2 локации, колку за споредба земавме во градот Кавадарци и во близината на Фени, односно селото Воздраци. И споредбено стварно има разлика, значи во близината на Фени покажа загаденост, додека во Кавадарци не. Така да на просторот на тој што земавме, на таа почва што земавме проби, ќе пробаме да направиме опитно 4 парцели на површина од пола декар, односно 500 квадратни метри, 4 да поделиме на 4 дела и да пробаме со 4 култури да видиме која култура ќе се покаже најдобра за деконтаминација, односно за хиперабсорбција на тешките метали. Ние ќе пробаме со хиперабсорбери, значи билки кои им е тоа и намената да абстрахираат
да ги абстрахираат тешките метали од почвата и ќе знаеме после опитите кои ќе ги работиме 2 години поред, ќе знаеме точно кои билки на што реагираат и кои ќе бидат добри за да се користат за деконтаминација на почвата. Друго што сакам да кажам дека ние во Велес планираме, ја спремаме и стратегијата за деконтаминација на почва и сме со намера да ја усвоиме во Советот на општина Велес. Таков план немаме во првично за другите градови, но гледаме каков е интересот за донесување на таа стратегија, па така во последно време работиме на тоа да ја окрупниме стратегијата, да ја опфати целата држава, односно да имаме, да најдеме разбирање кај институциите, затоа што без институциите сета работа ќе биде безнадежна. Значи мораме да имаме поддршка од институциите, мораме да имаме поддршка од Министерството за екологија, од Министерството за земјоделие, како најзасегнати министерства, кои ќе помогнат во не само да помогнат, мислам, тоа е нивна работа, кои ќе направат нешто за да се справиме со загадувањето на почвата, затоа што ние зборуваме последно време многу за загаденоста на воздухот, а почвата некако да ја забораваме. Истото вади и за водата, па нешто се зборува за водата, но за почвата се уште ништо не се зборува. И друга работа, уназад 10 години ние како работиме на ова проблематика, во државните институции само се спомнува дека има загаденост на почвата, но не се направени ни најмали напори да се донесе некоја си стратегија за заштита на почвата и односно за справување со загадената почва. Паризов, имаме ли можност или вака страф кај луѓето дека јадеме или од контаминирана почва консумираме храна? Едно ваше гледање? Апсолутно од наша страна, од нашето досегашно искуство на екоживот, ние имаме некои стравови дека нашето население се хране со контаминирана храна со тешки метали и тоа представува голем предизвик за нас како екологисти, заедно со нашите партнери, да изнајдеме начин соодветен кој што ќе ни покаже како нас на локално ниво, а воедно и заедно со стратегијата на национално ниво ќе се избориме понатаки со соодветните загадувања со тешки метали. Тоа вклучува загадена почва со тешки метали, вклучува контаминирана храна со тешки метали. Сето тоа да го избегнеме во интерес на здравјето на граѓаните и на биодиверзитетот. Со пестицидите ќе биде уште еден предизвик понатамошен за борба, затоа што неконтролираната апликација на пестицидите во секојдневието кај нас и забранети пестициди е секојдневие кај нас и не само наш предизвик како екологисти, него на сите јавни власти, на институциите, на министерства треба да си превземат соодветни мерки. Затоа што страшна е неконтролираната употреба на пестицидите, а ние како невладин сектор можеме многу малку да превземеме, освен подигање на јавната свест. Во склоп на овој проект имаме соодветна соработка, тоа го напомена и координаторот Кире Кочов од Велес. Ние сме сепак партнерска организација која што во овој проект нашето влијание ќе биде на локално ниво, посебно на неколкуте парцели кај што ќе се земат мостри за испитување и ние ќе дадеме наши препораки исто како и тие до Советот и до Министерството, па понатаки ќе зависи од нив.